Нема автохтоно жариште и тоа е добро. Добро е што е ова увезен случај и тоа директно во болница. Практично пациентката дошла од патување и се упатила во инфективната клиника, изолирани се сопатниците од возилото. И ВМРО ТПВН вчера ве прозиваше затоа што дадовте неколку различни па и контрадикторни изјави за тоа како се случило тоа. Дошла, не ја кажала вистината, дошла сама, ја преземале од граница, ја донеле на инфективна клиника. Што точно се случило? Како дошла да биде тестирана на инфективната клиника оваа госпоѓа? Па добро, значи ги слушав вестите кои што излега од ВМРО ДПМН и класично за нив се обидуваат да изманипулираат со податоците, да ги прикажат на еден или на друг начин. Мора да кажам дека оваа ситуација тоа е исклучително опасно и слично како и состојбата со епидемија на морбили може да креира паника кај населението. Што воопшто не е коректно некој да пробува да политички поентира на вака сериозно прашање. Никогаш немале осет за битните теми, не очекувам ни сега, не ми изненадува, но да се вратам на прашањето. Непосредно после влегувањето во земјата, пациентката била упатена на инфективната клиника, очигледно знаејќи дека е со фамилијата, знаејќи дека е болна. Всушност и претходно во Италија се лекувала, не била тестирана за овој специфичен вирус, така да знаела дека треба да се лечи, очигледно дека не се осеќала добро и не може да се осеќа добро со тој наод кој што го има на едната страна на белите дробови. Се направи тракирање на нејзината траекторија на движење од страна на Министерството за внатрешни работи и сосем добро се совпаѓаат времињето кои што ги поминала границата помеѓу Хрватска и Србија, нашата тука граница од Србија, така да сето тоа се сопаѓа со времето во кое се јавила на клиниката. Не оставам тука простор да имала било какви други паузи или да посетувала друго место, впрочем и самата тоа го кажува. Што е добро, заради тоа што замислите да била на некое друго место па да имала контакт со голема маса на луѓе, тоа може да предизвика и други ризици, проблеми, може да предизвика да друга голема бројка на луѓе биде ставена на изолација и затоа така и искоментирав претходно, значи ова би било едно сценарио кое што најлесно може да го осигураме. Околината нејзина, луѓето, мал број на луѓе, практично сопатници, еден дел од фамилијата. Поголем проблем е тоа што сега се случува во Италија, а тоа е дека се пронајдени две автохтони жаришта, значи двајца луѓе заболени кои што немале никаков контакт со претходно заболени, ниту пак со некој кој што имал патување или бил во контакт со заболени од Кина. И токму сега огромно внимание во Италија се посветува на истражување како дошло до ова, вклучена и Светската здравствена организација, верувам дека наскоро ќе има првични сознанија.